Стара електрична инсталација, неисправни уреди за домакинство, дотраени клима уреди, но и ефтини продолжни кабли, на кои се приклучени повеќе уреди, се причинители за се поголемиот број пожари во Скопје. 193 е телефонскиот број на бригадата за противпожарна заштита, кои би требало да го знаат како возрастните, така и децата, со цел брзо и навремено да реагираат, за да се изгасне настанатиот пожар. За неколку дена се случија повеќе пожари на различни локации, кои за среќа предизвикаа само материјална штета, без човечки жртви, благодарение на брзата и професионална реакција на пожарникарите. Командантот на бригадата за противпожарна заштита Владимир Симоновски вели дека за жал свеста кај населението од потребата за ПП апарат е на многу ниско ниво. Во институциите каде што се задолжителни, неретко служат за украс или за потпирање врати и речиси никој од вработените не знае да ги користи. Убаво би било и во домовите да бидат застапени овие апарати, бидејќи како што вели Симоновски, доколку знаат правилно да се употребат, истите се од исклучително значење за брзо совладување на огнот. Најчесто интервенираме на отворен простор, кај што е сува трева, невнимание од граѓани, палење на континери, со тоа што најчести пожари имаме највеќе од електрични инсталации и од грејни тела. Граѓаните да внимаваат најмногу на електричните греалици или на грејните тела кои што се со отворен пламен. Проблем представуваат и блокираните пристапи до зградите од непрописно паркирани автомобили, кои им го отежнуваат патот на пожарникарските возила, зашто на одбележувањето на денот на пожарникарството, командантот Симоновски побарал да се воведат законски мерки за дозвола за изградба на нови згради, само со обезбеден паркинг простор за станарите. Тесните улици, постојаниот метеж во сообраќајот, екипите кои редовно ги крпат дупките на коловозите, се уште едни така наречени непријатели на пожарникарите, кои му невозможуваат и на совесните возачи да направат простор за да помине пожарникарскиот камион. Пожарникарите кои секојдневно со ризик го започнуваат работниот ден, неретко ги бараат и за интервенции кои не се поврзани со оган. Така, например, месецов биле повикани да спасат жена која паднала во бунар, но и куче кое паднало во шахта и маче кое не знаело само да се симне од дрво.